Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште една нова откриени тајни и оваа посветена на 24 карактеристики кои што ги поседуваат гениалците. Секако дека и денес ќе зборуваме за дел од овие карактеристики, но ќе остапиме простор и на успешните луѓе од нашата земја, од општеството, од уметноста, од спортот, луѓе кои што успеале во својата кариера и во она што секако било нивна цел благодарејќи на тоа што работеле на развивање на овие 24 карактеристики кои што ги имаат успешните луѓе. Затоа, не го менувајте каналот, останете на телевизија 24 и гледајте и денешната откриени тајни. Овде го започнуваме разговорот со доктор Жарко Костич, секако во првата половина од оваа емисија ќе се навратиме на дел од карактеристиките кои што ги поседуваат гениалците. За сите 24 зборувавме во претходните емисии, секако дека тоа може да го сторите, да ги погледнете на социјалните мрежи, доколку нели можеби сте пропуштиле некоја карактеристика, но затоа сме ние впрочем денес повторно заедно со Жарко Костич и со нашите гости да зборуваме и понатаму на овие карактеристики. Жарко, добар ден и добре дојдовте во уште една откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Просветуваме и понатаму внимание на карактеристиките на гениалците, ги поминавме сите, ги разработевме, но сега од еден друг аспект и од еден друг агол секако погледнуваме на она за што досега имавме можност да разговараме. Така. Досега има навистина голем интерес кај публиката за карактеристиките на гениалци, колку можеби допринесавме кај луѓето да размислуваат на овие карактеристики. Па се надевам тоа и ние целта. Рековме дека секој еден од нас е гениалец или потенцијален гениалец, затоа што овие 24 карактеристики кои што ги истражил доктор Бариос, сватил дека сите гениалци ги имаат како заедничка една основа, но открил исто така дека тоа е карактерни особини, дека тие се карактерни особини и дека секој еден од нас ги има. Значи потенцијалот е во нас, треба само да го извлечеме максимумот од нас, односно треба овие 24 карактеристики да ги практикуваме што повеќе на што поголемо ниво, во повеќе сегменти од животот за да бидеме што поуспешни. Подготвеност да се ризикува. Една многу значајна карактеристика која што имаат успешните луѓе, која што имаат гениалците, која што треба да имаме сите ние, впрочем, и токму поради тоа ќе разговараме повторно на оваа карактеристика. Алфред Бариос вели вака: надминете го својот страф од неуспех. Кога еднаш ќе сватите дека можете да учите од своите грешки, вие нема да се плашите да превземате ризици. Зборевме за ризик, зборевме за тоа дека треба да излеземе од нашата зона на удобност и дека тоа фактички ни го прави животот да не биде интересен. Зборевме за тоа дека животот е игра, зборевме за тоа дека животот има секогаш препреки, зборевме дека секогаш мораме да имаме цели, дека на патот кон нашата цел неминовно дека се попречуваат тие препреки кои што не спречуваат да дојдеме до целта, на тоа убавината на животот, за тоа животот е игра. Сега, зборевме за оваа карактеристика од различни аспекти, мислам дека ова сега што ќе го кажам, што сакам да го кажам, не сум го спомнал до сега, тоа е дека во колку не преземеме одговорност за нашето постоење. А тука го кажам ризик, подразбирам под тоа да човекот биде волен да биде, односно да заземе некоја улога во животот и да преземе одговорност за таа улога. Без разлика дали ќе преземе одговорност да биде нешто на работното место, некој идентитет. Без разлика да преземе одговорност да биде татко, сопруга, сопруг, пријател, што и да е. Гледате, во животот имаме улоги, имаме игри и мораме да сме волни да ја играме таа игра. И секогаш кога превземаме одговорност, на некој начин има потенцијален ризик да не успееме. Но тој убавината дека мораме да се впуштиме во животот, да исчекориме напред, за да можеме да имаме движење, за да можеме да имаме живот. Иначе секогаш ќе бидеме во чекање. Никогаш нема да имаме иницијатива да тргнеме напред. Она што е интересно е дека сето знаење кое што го имам, често пати луѓето сакаат многу да знаат. Ај ова ќе го научам, па после ќе бидам. Ај уште ова ми треба како знаење да го насоберам за да го преземам тој чекор во животот. Не знам, можеби сака да отвори фирма, можеби сака да почне некоја работа, некоја дејност каде што ќе се опроба некој човек. И се плаши од ризикот. Не значи дека не треба да знаеме, не значи дека не треба да ги пресметаме или да ги предвидиме препреките, но од друга страна не можеме и постојано да бидеме во страф дека ќе загубиме или дека нема да успееме. Видите, самиот збор да бидеш нешто значи да постоиш. И во едноставните зборови се содржи толку многу вистина. Видите, да бидеш, да постоиш, значи да заземеш некој простор, значи да не бегаш, да не се криеш од животот, едноставно да бидеш таму.
да го завземеш тој идентитет, да го завземеш тој простор кој што е твој, да бидеш волен да искусиш и победа и пораз. Она што е интересно е дека можеме да насобираме огромно знаење за било што го сакаме во животот да го работиме. Се додека не го преземеме чекорот напред, знаењето не можеме да го искористиме. Тоа е нешто интересно кое што е поврзано со знаењето. Знаењето почнуваме да го користиме само кога ќе се впуштиме во ризик, само кога ќе се впуштиме во акција. И колку повеќе се впуштаме во акција, толку повеќе сигурноста ни доаѓа. Гледайте, нема сигурност ако чекаме и ако сме статични. Тогаш собираме знаење. Знаете, ми треба уште ова знаење, уште ова да го научам, уште ова да се деси, да го соберам, па тек тогаш ќе почнам да бидам. Не иде така. Тоа знаење за да се примени, човекот мора да исчекори напред во животот. Мора да биде одговорен. А под одговорност значи да се преземе едноставно статус дека можам и да победам, можеме да изгубам во животот. Затоа зборевме минатата емисија дека да бидеш значи да бидеш волен, да искусиш и победа и пораз. Но интересно кој што сакам пак да го нагласам е дека човекот нема корист од знаењето се додека не исчекори напред и не преземе одговорност и не преземе ризик во постоењето да биде нешто и да бутка кон отстварување на својата цел. Веднаш по подготвеноста да се ризикува следува една друга карактеристика која што исто така е многу значајна, а тоа е динамичната енергија, која што е карактеристика која што е одлика на успешните луѓе, на гениалците и на сите луѓе кои што знаат што сакаат во својот живот и имаат своја цел. Немојте да си седите и чекате нешто добро да се случи. Бидете одлучни да направите тоа да се случи. Точно така, значи чекањето, да се надоврзам на претходното, никаде не води. Гледате, кога зборувавме за постигнување на целите, рековме дека секој човек треба да постави цел. И колку се тоа е поврзано со цели. Една од карактеристиките на гениалците е посветеност кон целите. И рековме дека самиот Ајнштајн, или кога го цитиравме во претходните емисии, кажува дека за да имаме значаен живот мораме да го поврземе со некоја цел, а не со луѓе или со нешто. Значи сето тоа е поврзано. Ако немате цел, немате иницијатива. Зошто нештото би го правил? Немаме динамична енергија. Таа динамична енергија фактички потекнува од целта која што се задаваме во животот. И ја нешто да кажам сега кој што до сега го неам кажано, а тоа е дека постојат три типови на енергија. Гледате, енергијата може да тече, имаме тек, имаме распрскана енергија, раштрканост, и имаме стоп на енергијата. Гледате, ако сакате нешто да направите, и од другата страна имате некој кој што ве стопира, кој што фактички ви имате некоја намера, од другата страна има некој кој што ви спречува таа намера, гледате, имате стоп на енергија, во колку се сложите со тој стоп. Не значи дека мораме да се сложиме со тој стоп. Зборевме во претходните емисии за луѓе кои што се стопери, така ги нарековме, дека некогаш имаме луѓе кои што се пониско со емоциите, кои што едноставно се плашат од животот и така натаму и ќе најдат начини како да ве стопираат, но тоа не е начин како да постоиме. Не значи дека мораме да се сложиме со тоа. Гледате, ако се сложиме со стопот, стопот кој биде, но не мора да бидеме во стоп. Можеме да ги креираме нашите цели, едноставно можеме да ги дискутираме тие цели со луѓе со кои што ќе се сложат со нас. Не мораме секогаш да им ги комуницираме некои луѓе кои што едноставно ќе не разубедуваат како тоа не е добро и како тоа не е можно, затоа што има такви луѓе кои што едноставно нивните цели пропаднале во животот и од нивниот страв, од нивните пропаднати цели, тој страв на некој начин го наметнуваат на околината и на другите кои што се со иницијатива и кои што се со динамична енергија. Значи имаме стоп на енергија, кога имате вие некоја желба и намера, од другата страна имате контражелба, односно контранамера, сака да ве стопира некој. Вториот тип на енергија е раштрканост. Знаете, ќе трнеме ова да го правиме, па она да го правиме, па не знам, сме трнали нешто трето, едноставно тоа е конфузија. Ете, раштркана енергија, каде што нема почеток, нема крај, нема течение. Зашто е раштрканост? Поради тоа што нема цел. Ајде пак да се навратам за битноста на целите. Кога имаме цел, имаме тек. Видите, енергијата која што сакаме да ја креираме е тек на енергија. Што тоа значи? Значи да имаме тим, каде што секој тим сите заедно ќе буткаат во една насока. Да знаеме што сакаме. Видите, кога знаеме што сакаме, имаме течение на нашата енергија кон некоја цел. Не сме раштркани. Видите, можеби од другата страна ќе имаме некои работи кои што ќе ни го одземат вниманието. Но начелно имаме нашата цел, сме посветени кон целта и тоа не дозволува да губиме енергија на некои непотребни работи. Во претходната емисија разговаравме за тоа дека многу е битна способноста да се расудува што е битно, што не е битно. Гледате, кога имаме посветеност на некоја цел, знаеме што е битно
и знаеме што не е битно. И работите кои што не се битни, едноставно ги игнорираме. И пак ќе кажам, таа енергија е тек на енергија. Гледате, кога имаме цел, кога имаме посветеност, имаме течение. И кога течеме кон нашата цел, тогаш животот добива друга динамика, тогаш се креира таа динамична енергија. Во спротивност сме раштркани, ако немаме цел, безделничиме, досадно ни е, ќе не повика еден на едно кафе идеме таму, друг ќе не повика на друго кафе идеме таму, па и сега на ручек. Едноставно немаме ништо конкретно што сакаме да го направиме во нашиот живот. Но живот без работа, без цел не е живот. Поради тоа што целта е тоа што му го дава значењето на животот и зашто ние постоиме. Следна карактеристика која што ја имаат успешните луѓе и генијалците е иницијативата. Па колку иницијативата како карактеристика е значајна да се има за да се успее во животот и да се биде на крајот на криштата успешен човек, односно генијалец. Иницијативата е клjuč за магијата во живењето. Ние зборувавме во минатите емисии за цели, зборувавме за 7 точки како да ги постигнеме целите и рековме дека една од клучните точки е акцијата. Гледате, акцијата предизвикува целта да се материализира. Целта е нешто кое што е нереално во моментот за нас. Но ние сакаме да направиме реалност. Така сакаме да едноставно да ја реализираме. Од кога ќе одлучиме да бидеме нешто, мораме да правиме работи за да го имаме продуктот, крајниот ефект кој што сакаме да го постигнеме во нашето живење. Сега, кога немаме акција, тогаш чекаме. Гледате, ако чекаме работите да се случат, обично и не се случуваат. Чекаме на еден, чекаме на друг, ги окривуваме сите околу нас дека тие се криви зашто нештото не се случува, но од тоа ние немаме никаква корист, никаква бенефит. Во спротивно, секогаш можеме да ја креираме нашата околина. Секогаш можеме да преземеме нешто во врска со работите. Некогаш мислиме, да, ама тоа не зависи од мене, секогаш имаме оправдание како работите не зависат од нас. Тоа не убива ментално, духовно, работите зависат од нас. Секој еден од нас може да даде допринос за постигнување на секоја цел која што човекот има. Може за себе, може за општеството, за кого и да е. Но работите зависат од нас. Но тоа треба да го смениме како став. Пример ќе дадам. Во мојот живот, знам дека кога чекам нештото да се случи, многу подолго време треба работата да се деси, ако зависи од некој друг, ако мислам дека не зависи од мене. А кога ќе преземам акција, знам дека работите се случуваат. Кај мене, во моето постоење, секогаш ова е вистина. Колата, например, ако е паркирана и некој ми има блокирано со друга кола, ако чекам да дојде човекот да ја трне колата, обично многу долго време треба да чекам. Во спротивно, наместо да чекам, можам да отидам, не знам, во првото кафуле, можам во само послугата, во некоја зграда да зазвонам, едноставно да го најдам човекот. Може би изгледа дека е нереално дека ќе го најдете, затоа што тој може да биде насекаде, но битно е да се презема акција. Во моментот кога ќе преземам акција, тогаш човекот ќе се појави. Гледате, во животот е така. Имате некоја цел. Колку повеќе преземате акција во насока на остварување на целта, толку побрзо целта доаѓа кон вас. И тоа е магијата. Начинот целта да ја донесете, да ја привлечете до вас е преку акцијата. Акцијата ја прави целата магија. Во една од претходните емисии зборевме за среќа и дека гледате, кога човекот е среќен, тогаш тој го креира животот. Кога не е среќен, тогаш тој е ефект на животот. Животот не го креира, односно животот не го напаѓа. Човекот чека на некој начин, има многу проблеми. Зошто има човекот проблеми? Затоа што тој не ги напаѓа да ги реши проблемите. Гледате, колку повеќе имаме иницијатива да ги разрешиме проблемите, толку сме посрекни. Ако чекаме, тогаш проблемите не напаѓаат нас и тогаш сме загрижени. И тоа е проблем. Кога ќе почнеме да ги напаѓаме, да ги соочуваме негативните работи во животот, тогаш почнуваат работите да се средуваат. Точно е дека се јавува хаос. Гледате, за тој луѓето не сакаат да ги средуваат проблемите, да ги соочат проблемите, затоа што знаат дека првото нешто што се случува е настанува хаос, но мора да го игнорираме хаосот, едноставно да продолжиме да ги средуваме работите, затоа што рековме дека кога ќе почнеме да внесуваме ред во нашиот живот, да ги соочуваме проблемите, ќе почне да излага хаос и неред. Но едноставно колку почнеме повеќе ред да ставаме во нашето живење, во нашето постоење, толку повеќе редот ќе опстои, а хаосот и конфузијата ќе ја снема во еден момент. И колку повеќе ја креираме околината, колку повеќе правиме за околината, толку сме и посрекни. Ако ни е досадно, треба да искреираме некаков настан кој што ќе биде интересен. Без разлика дали е тоа во домот, без разлика дали е тоа во групата, ние сме потенцијал за креација. И тоа треба да го реализираме.
Така да ако не сме задоволни со околината, во наша моќ е неа да ја промениме. И едноставно мислам дека треба да ги игнорираме некојаш советите дека никогаш работите не зависат од нас. Работите зависат од нас и колку повеќе работиме на тоа и сме свесни дека зависат од нас, толку ќе сме посрекни и едноставно ќе превземеме работи во нашиот живот, затоа што дефинитивно не ни користи ставот дека ништо не може да се смени. Во текот на денешната емисија ќе зборуваме за уште една карактеристика од овие 24, секако пред да ги вклучиме нашите денешни гости, убедувањето. Како карактеристика која што треба да имаме сите и да работиме на неа, генијалците знаат како да ги мотивираат луѓето кои ќе им помогнат да напредуваат. Ќе ви биде лесно да бидете убедливи доколку верувате во тоа што го правите, а генијалците веруваат во тоа што го сакаат како цел и во тоа што го работат. Генијалците веруваат во целта, генијалците веруваат во себе. Знаете, денеска е више и станато на некој начин и не е прифатливо човекот да верува многу во себе и да биде сигурен. Тоа не значи дека треба да биде надмен. Или тоа не значи дека треба другите да ги омаловажува, но многу е битно човекот да има верба во себе. И воопшто нема лошо кога човекот има сигурност и самодоверба во тоа. Едноставно верува во самата цел. Некојаш на околината тоа може да делува арогантно, но пак ќе кажам, не е идејата да бидеме арогантни во животот и начинот на кој што ги реализираме целите. Но не мислам дека е арогантно во кога човекот навистина верува во себе и едноставно верува во својата цел и има храброст да каже дека таа цел ќе се реализира. Поради тоа што дури некогаш нема ни потреба да кажеме дека нештото ќе се деси. Самиот став наш, таа верба едноставно е наша енергија која што се отсликува. Тоа е начинот како ја контролираме околината. Гледате, ако сакате другите луѓе да ги убедите во некоја цел, никогаш нема да ги убедите ако тие видат дека вие не сте сигурни во тоа што го правите. Така да, она што генијалците го имаат, тоа е цврста верба во тоа што го прават. И гледате, вербата на некој начин пак прави да не може надворешноста да влие врз вашиот свет. Рековме дека имаме наш универзум, тоа се нашите цели, имаме физички универзум, се останато. Гледате, кога имаме верба во нашата цел, кога имаме верба во нашиот универзум, надворешноста не може да влезе во тој универзум. И тогаш сме навистина моќни, и тогаш сме навистина креативни, и тогаш сме стварно посветени на таа цел. Живееме во наш свет. И тоа е убаво да живееме во наш свет. Тоа не значи дека треба да го занемариме и запоставиме се останато кое што се наоѓа околу нас, поради тоа што генијалците како мислат на другите и сакаат да се дружат со другите, сакаат да им помагаат на останатите, но не значи дека треба да правиме компромиси со тоа што е реално за нас, затоа што тоа е наш живот. Знаете, тоа е како да повторам еднаш, мислам дека го кажав тоа, како еден сликар кој што слика. Ете, на платното тој знае што сака да наслика. И во кога ја слика сликата, никако не би дозволил некој друг да се меша во неговата слика. Ама истото и со животот. Ако го гледаме дека е едно големо платно, каде што ние едноставно сликаме она што сакаме да го реализираме во нашиот живот, зошто би морале да допуштаме некој да се меша во тоа како сакаме на крај сликата да изгледа. Така да можеме на тој начин да размислуваме за животот, дека ние сме уметникот, дека ние сме уметници во нашето постоење и дека ние сакаме да го искриваме ефектот на платното на животот. Вториот дел од денешната откриени тајни повторно им го отстапуваме на нашите успешни луѓе, на нашите генијалци, нашите специјални гости во рамки на оваа емисија кои што ќе зборуваат за дел од карактеристиките кои што тие ги поседуваат, а секако припаѓаат на оваа листа од 24 карактеристики на генијалци. Имаме навистина голем број на генијалци. Жарко, секако што ќе бидат наши драги гости и во ова и во следните емисии, секако дека ќе им го стапиме овој дел токму на нив со нивните карактеристики. Точно тоа и ни е целта, едноставно да повикаме гости во нашата емисија кои што ќе го покажат и докажат она што го зборуваме со конкретен успех кој што самите тие го имаат постигнато, така да можеме да поминеме на вториот дел каде што ќе слушнеме фактички изјавите на нашите гости. Па да ги видиме. Па мислам дека и tekako е битна сегментот, ризикот, без разлика дали е во спортот или воопшто во животот. Мислам дека
доколку не би постоел ризикот, не би го гледале ефектот и не би се, како да кажам, радувале на успесите. Воедно и на поразите, без разлика како што е во спортот. Мислам дека барем во мојот спорт ризикот е итекако присутен. Можеби и тоа е еден дел што ми дава мотив во сето она што го работам, можеби тој адреналин во мене, ризикот како пресуден да одам напред и да грабам кон нови победи, и мислам дека барем во мојот спорт, барем во мојот живот, ризикот во сето она што го работам е пресудно за понатамошни активности во животот, како во спортот, така и во мојот свет на живот, ајде да кажем. Поготово во спортот, прво доаѓаат грешките, па после доаѓаат успесите, бидејќи сепак грешката е нешто што на тоа се учите и сакате да ја надминете и да бидете подобар во секој сегмент. Не верувам дека има човек што не направил грешки во животот, без разлика дали се работи за бизнис, за спорт, така да грешките се итекако еден голем фактор на она што ние треба да ги поминеме тие грешки, да ги совладаме и да го стигнеме оној успех што го посекуваме. Динамиката и она што го кажавте како, ајде да кажам, енергијата на сето она што е потребно да грабате напред во секој сегмент од животот, поготово во спортот, итекако е потребно. Морам да кажам дека баш конкретен случај, во мојот живот се оние 2 европски титули кои што итекако никој не веруваше, дури и самиот јас во поедини делови дека ќе ги освоиме, но од една Македонија, од една ваква држава да ги победите тие, ајде да кажам, спремни тимови од Европа и да постигнете да освоите 2 европски титули е голема работа и без она што го кажавте, грабање кон нив, динамика во сето тоа, да стремите кон она, да не се откажете ни во најтешките моменти, е битен фактор за да достигнете до целта. Ја таа направив, се надевам дека имам уште многу цели, верувајте дека апсолутно стремам кон тоа и грабам кон тие цели да донесеме и 3-та европска титула во Македонија. Доколку немате иницијатива и идеја сето тоа како би изгледало и како би го направиле, апсолутно немојте да почувате во ништо. Иницијативата е мотив во животот кој што ќе ве води во сегмент и до најмали и до најситни детали, така да верувајте, треба да имате идеи и иницијативи за да грабате во животот, без разлика дали се работи за спорт или како што кажав во обичниот живот или во бизнисот. Мора да имате идеи, мора да имате иницијатива, мотивна иницијатива за да ги постигнувате сите тие резултати, за да дојдат и успесите на крај како шлак на сето тоа што го работите. До сега не сум ги убедувал моите пред се луѓето од мојот тим кои што биле со мене, знаат дека во она што го правам пред се имаат верба во тоа што јас со мојата знаење стекнато на сите овие години изминати може да направиме нешто и верувајте, немаше потреба од убедување. Меѓутоа, многу битен фактор е дали луѓето околу тебе и тимот сте врзани и функционирате онака како што треба. Доколку еден мал сегмент ја наруши таа хармонија на борбеност, на желба за успех, верувајте дека ќе се сруши како од кула од карти и секогаш сум се стремам кон она да ги, како што кажуваш, убедам моите луѓе да бидат секогаш борбени, да бидат спремни на све, но секако да стремиме кон она што е најдобра, тоа е победата во мојот спорт. Вербата итекако е битна, но сепак зависи од кој сегмент од животот ќе ви дојде. Верувајте, сум имал некогаш била на многу големо ниво, некогаш била на ниско, но никогаш не сум се откажал од она што го сакам, посакувам и кон она што се стремам. Поготово во спортот, а и во обичниот живот. Така да мислам дека мора да верувате во своите резултати. Во животот има препреки, секако и во спортот уште поголеми, затоа што тука се вашите конкуренти кои што сакаат да ве надминат во секој сегмент, да бидат подобри од вас, така да доколку немате верба во себе, не ни почнувајте да правите ништо. Енергијата е воскитување, енергијата е божанствена. Кога енергијата ќе се ослободи, човекот станува креативен.
Ослободувањето на енергијата носи се што е убаво. Не треба напрегање или размислување на минатото или иднината. Едноставно, само со динамичната енергија уживајте во сегашниот момент. Любопитноста е тоа што ги движи гениалците напред, постојано наблюдување и експериментирање. Тоа го покажува една анегдота со Леонардо да Винчи. Тој како дете се нашол пред една темна, огромна пештера. Во моментот кога почувствувал страф од темнината, некоја поголема сила го втурнала напред, да влезе во таа темна пештера. Вербата во себе влијае во секој аспект на животот. Луѓето кои се сигурни во себе имаат поквалитетен живот. Тие се добри према себе и се чувствуваат добро. Овој став во животот носи огромна предност. Без оглед на тоа во која средна сме пораснале, самодобрбата може значително да се подобри. Верувањето во себе работи за нас и не води во насока на она што го сакаме. Оптимистите размислуваат за своите идеи наутро, напладне и навечер. Тие гледаат на светот како на место, полно со можности и секогаш прашуваат како да ја постигнат својата цел или да го решат секој проблем. Во секоја ситуација и во секој човек го барат доброто. Оптимистите се убедни дека за секој проблем постои решение. Тие веруваат дека доколку имаат јасна цел, можат да најдат начин како да ја постигнат. Кога нешто ќе тргнат наопаку, оптимистите барат нешто добро или корисно кој може да го добијат од секоја негативна ситуација. Карактеристична особина на оптимистите е што тие никогаш не го користат зборот проблем. Наместо тоа, тие го неутрализираат тој негативен збор, едноставно нарекувајќи го ситуација. Тие ќе речат: денес се соочуваме со интересна ситуација. Па, да бидам искрен, ако почнеш да размислуваш околу тоа дали ќе има успех или неуспех, тогаш веќе и некако во малиот мозок си ставаш простор дека тоа може и нема да успее. Но кога идеш од главниот порив дека нешто креираш, дека нешто правиш, тогаш мислам дека не ни размислуваш на лошите работи. Сакава да кажам, сега во овие времења можеби и подсвесно ќе почнеш да размислуваш дека можеби нешто нема да успее, но тоа е тотално погрешно. Кога креацијата тече, тогаш нека тече онака како што треба, како што е позитивна мислата, како што инспирацијата дошла од таму кај што дошла, така да нема простор за размислување дека тоа можеби нема да успее. На крај крајава уметноста и се друго е можеби него е вкус. А за вкусови не се дискутира. Така да направи си го ти вкусот како што тебе ти е најубав и сигурно ќе има луѓе кои што ќе сакаат исто така, го сакаат тој вкус, пошто сите не јадат солено, сите јадат, можеби некои не јадат благо и слично и не можеш да му се наљутиш за тоа. Така да накратко ете колку што можев да кажам, како ја размислувам и како мислам дека треба да се размислува, да не се оптеретува мозокот со никакви други влијанија, туку да се фокусира само на успехот на тоа што го работи. Магијата делува само ако веруваш. Со самото преземање на иницијатива и водење на динамиката како ќе се одвиваат работите, се покажува некаков резултат со самото тоа дека некој поднесол некаква иницијатива. Сега, тоа не значи дека сигурно и ќе резултира со успех, но ќе резултира со резултат. Каков ќе биде исходот, тоа зависи од тоа како ти уствари си се посветил на тоа што го правиш и доволно веруваш во тоа. Кога ќе сватиш една работа дека е битно да имаш идеја која што е голема, која што ни во еден момент не се ограничуваш дека ова е за тој пазар или било како да се ограничуваш, не може. Едноставно, ако знаеш дека универзумот е бесконечен, тогаш треба да биде и твојата идејата. Но треба да знаеш дека ако имаш идеја, можеш да имаш и добра реализација. Без добра реализација немаш производ. Така да ти е многу клучно кога ќе го знаеш тоа дека супер е што ти се родила идеја, што си нашол начин како да ја земеш, но тоа ништо не значи без добра реализација, бидејќи реализацијата е тоа уствари како ти си ја замислил песната,
Но едно е да ја замислиш во глава и во мозокот како таа свири и како може да ја isproducираш на некој начин. Но мораш да ја донесеш и истовремено да луѓето ја препознаат таа твоја идеја, таа твоја емоција, таа твоја енергија, динамика во песната. Затоа за мене музиката е нешто посебно, ако ја гледаш малце подлабоко и суштински, а не само обични ноти. Тие обични ноти имаат многу музика, многу интерпретација, многу начини како да изфилтрираш и да ја изведеш музика. Ја секогаш идам на клизав терен, на нешто што не е секојдневно, не е секојдневие. Не сакам да правам музика која што ја го следам трендот, мејнстримот. Но идеш во некои други води за да најдеш друг пат и така да бидеш уникатен. Ако копираш нешто друго, тогаш ќе биде копија на нешто. Но ако трагаш по нови патишта, тогаш ќе бидеш уникатен и по тоа ќе те разликуваат, односно ќе се разликуваш од другите. Знаеш, убаво е да правиш нешто што потсеќа на нешто, за да луѓето се поисоветат со тоа и можат да се снајдат во тоа што го слушаат и да им биде некако блиско. Но во некоја друга форма, во некоја друга опаковка, во нешто да биде поразлично, нешто што те отсликува тебе како печат, како вајб, како енергија. Вербата е најбитна. Тоа е единствена некоја како жива материја која што ако згасне, не знам како тоа би се правило поинаку, освен технички. Знаеш, луѓето некако со искуство можат да научат некои, не знам, пресети, некои кругови, како тоа треба да се заврши. Но тоа бега од тоа кој си ти уствари. Да веруваш во нешто, значи дека навистина ти уствари постоиш. Дека знаеш уствари што правиш. Веруваш во нешто, знаеш зашто живееш едноставно. Веруваш во тоа што го правиш, дава значење за самиот себе. Дека ти уствари нешто навистина значиш овде. Ако ти не веруваш во тоа што го правиш, немој да очекуваш дека другите ќе веруваат во тоа. Затоа што ти не даваш таа енергија, со самото тоа што се колебаш за нешто, знаеш дека ќе доживееш фијаско. Така да верувај, бидејќи магијата делува само ако веруваш во магија. Мислам дека грешките се основна мотивација за еден уметник, за тие грешки него коригират и си го најде својот пат во оно што го прави, или уметноста, како сакате. Јас мислам дека еден уметник можеби не е ни свесен на тие грешки, меѓутоа грешките се она нешто по што он се раководи. Бидејќи уметниците грешките ги осеќаат преку она што ќе го створат, она што го прават, али тоа е сепак еден, како да кажам, предизвик да сам себе се коригирате, мислам дека тоа е нешто најтешко во животот. Затоа не би требало да се човек обесхрабри ако направи некоја грешка. Тоа е само за мене една поголема инспирација да понатака да се свири, да се работи, да се ствара и така натаму. Видите, енергијата е основниот мотор на еден уметник, бидејќи без енергија мислам дека сето тоа не би било тоа што е. Еден уметник се наоѓа во
90% во таа енергија, 10% оние други контури што ги поставува, каде што он на некој начин се движи по тие контури. Али сепак мислам дека енергијата е најбитен момент, зашто она вие што у моментот го давате, морате да го пренесете на, да речеме конкретно на публиката, ако сте направили нешто и тој фидбек треба да го очекувате. Меѓутоа, ако добро сте пренели енергијата, фидбекот сигурен ќе биде супер, ќе биде одличен, супер. Секое некое дело кое сакате да го направите, тоа е ваша иницијатива. Секој некои работи кои мислите да ги оставите за утре, тоа е многу тешко. У моментот кога инспирација ви доаѓа или без разлика нешто стварате или правите, многу е важно таа иницијатива да ја довршите, да ја направите. Мислам, морате некако на некој начин да ги заинтересирате и другите дека вие нешто работите големо и дека тоа ви значи многу нешто и сам себе да се убедувате дека тоа после тоа кулминацијата на сето тоа што го правите ќе биде нешто што најверојатно и другите го почувствуваат, а иницијативата кај вас е уствари пресудна за другите, за да може да сватат дека вие кога ќе повлечете еден, како да кажем, као една локомотива, така сликовица да го кажам, сите вагони идат по вас. Меѓутоа, јас мислам дека енергијата да ја пренесете кај слушателот, кај гледачот, кај сето тоа што е во вас и да му го тоа доближите и тој да го почувствува, тука ни е многу битно дали вие сте као човек харизматичен, дали ви имате во себе таа енергија која мислите дека повторно ќе ви се врати. Да ви кажам нешто, енергија која не се враќа, вас ве исцрпува. Така да јас мислам дека позитивната енергија кај еден уметник немогуче да не ја прифати како се вика популацијата, заради тоа што едноставно, да ви кажам, ако вие искрено и чисто зрачите, пошто тоа ви е единиот мотив за тоа зашто вие постоите, таа енергија ви се враќа и тоа е понатака, како да кажам, као една катара се прочистувате и вие понатака продолжувате. Јас сметам дека во уметноста има добри и лоши дела, можеби. Меѓутоа, знаете што, и лошото дело има своја некоја предност. Заради тоа ние не живееме у совршен свет, затоа таа лоша енергија која ја имаме сега, да речеме, а сакаме да ја направиме у позитивно, тоа значи дека вие мора да имате многу јасна слика што сакате во животот, а тоа значи следно, да она што го работите, не да бидете само зборот сигурно не значи ништо, него зборот дали у вас има таа некоја сигурност која е на некој начин оплеменен, таа која уствари која ќе го отсвирите тоа дело или која ќе го нацртате, сте сигурни дека некој ќе му се допадне, знаете. И знаете што е најгоре, кога некој ќе рече некој, леле, ова е совршено го свирите или ќе рече, не, ова беспрекорно звучи и така натака, а самиот уметник не е задоволен, тоа значи дека доволно не искористи својата енергија и можности и секојаш мислам дека секој уметник не целосно се презентира со таа негова позитивна енергија и колку он добар и така натака. Меѓутоа, ја не би сакал некој да ме да рече види овој многу добар и така натака. Тоа за мене не е некоја титула. За мене е титула ако луѓето со кои комуницирам и кои ме слушаат ја прифаќаат мојата музика и преку неа они знаат што сум сакал да кажам, така да мислам една моја маленкост тука, мислам дека е сасвим доволна и јас сум задоволен со тоа, да ви кажам. И ствари ми дават инспирација, ако им се допаѓа, правам нешто ново и така натаму. Сигурноста, да ви кажам, таков збор сигурност не постои. Ја мислам дека такво нешто не постои. Заради тоа, бидејќи е све релативно или све менливо, едно исто дело, можеме, еве сега ќе речеме, класиката ја слушаме Моцарт, Хајден, не знам, Бах и така натака, они се стожери на класичната музика. Меѓутоа, јас произведувам музика од ова време, 21 век, и 20 и 21, и онак сметам дека веќе сум можеби заостанат во односу на младите кои у 21 век го гледаат тоа сасвим другачиј некои други нивни аранжмани кои ги прават на тие музики. Меѓутоа, ја конкретно може да ви кажам, ја и цртам и сето тоа го правам како ќе ми дојде. И не знам додека цртам што ќе произведе на таа слика. Значи, сакам да ви кажам, пре би рекол сигурност, не него неизвестност. Кога неизвестноста ќе ја претопите во известност, тогаш е тоа сигурност.
Убаво беше да се чуе размислувањето и да се чујат карактеристиките на гениалците од страна на успешните луѓе кои што денес беа дел од откриени тајни. Се надевам дека тие со самото нивно присуство направија нашите гледачи дополнително да се мотивираат да работат на карактеристиките кои што успешните луѓе и гениалците ги поседуваат. Нас ни беше чест и задоволство што секако тие ја збогатија оваа наша емисија и секако и на нив и на вам ви благодариме што повторно се дружевме заедно во откриени тајни. Точно така, значи сите овие луѓе работеле на дадени карактеристики за кои што зборуваме, на тој начин го постигнале нивото на успех кој што имаат постигнато. И тоа и е нашата цел и благодарам за нивната помош и за нивното учество во емисијата со која што на некој начин го подкрепуваат она за кое што говориме во првиот дел. И благодарам на нив, благодарам за нашите верни гледачи и околку имате било што сакате да го прашате дополнително во врска со овие карактеристики или било која друга тема, слободно може да ме контактирате на социјалните мрежи. Довидување. Се надевам дека бевме интересни и го задржавме вашето внимание со нашата денешна откриени тајни и со нашите денешни гости кои што за вас секако дојдоа да бидат дел од оваа емисија, да ги споделат своите карактеристики на кои што тие работеле за да бидат успешни во својот живот и во своите кариери. Ние секако дека посакуваме сите вие да работите и да ги промовирате овие карактеристики во вашиот живот. Тоа е нашата цел и верувам дека со нашата емисија успеваме сите заеднички да размислуваме на овие карактеристики кои што впрочем сите ние ги имаме затоа што сите ние на некој начин сме гениалци и успешни луѓе. Ви благодариме за вниманието и секако ви посакуваме пријатен ден. А гледајте откриени тајни повторно во редовниот термин следната сабота.